Слава на нашиот Господ Исус Христос. Денес Господ ни зборува преку една парабола која носи една многу важна порака за нашиот живот и вера. Ни го прикажува ликот на еден домаќин, човек кој засадил лозје, го оградил со ограда, ископал во него бунар, изградил кула и го дал на лозарите за да го обработуваат и да му ги принесуваат плодовите. Домаќинот е самиот Господ Бог, Творецот на се што постои, кој светот го создал од љубов и го доверил на луѓето како управители. Лозарите се пак неговиот народ, во почетокот Израилот, избраниот народ, а денес сите ние кои се нарекуваме христијани, кои веруваме во Христа. Лозето, оградено и заштитено, го символизира Божјото милосрдие, а кулата е знак на неговото присуство и грижа. Дека е секогаш близу до нас, дека бдее над нас. Бунарот го представува богатството на светите тајни, даровите на црквата, посебно крштението, исповедта и Евхаристијата, преку кои Бог не обновува, исцелува и осветува. Преку нив Господ ни дава сила да раснеме во духовниот живот и да носиме плодови на вера. Но Евангелието ни открива еден трагичен момент. Кога домаќинот испраќа слуги да ги приберат плодовите, лозарите ги тепаат, ги убиваат и отфрлаат. Тоа е алузија на Божите пророци кои низ историјата го повикувале народот на верност и покаяние, а често биле отфрлани или прогонувани. На крај домаќинот го испраќа и својот син, а лозарите го убиваат наследникот, мислејќи дека така ќе го присвојат лозјето. Ова е пророштво за страдањето и смртта на Христа, но и отфрлањето на аголниот камен. Параболата денес се однесува и на нас. Господ не повикува да принесуваме плодови на вера, молитва, милосрдие, добри дела. Дали нашиот живот на вистина донесува вакви плодови или сме како лозарите кои задржуваат се за себе, заборавајќи дека даровите се Божи? Понекога се однесуваме како вистински собственици на животот, заборавајќи дека сме само управители на даровите. Нашето општество исто така често се обидува да го заземе Божјото место. Се носат закони против животот и семејството. Се промовираат вредности спротивни на Евангелието, заедничките добра и добрата на другите, сакаме да ги задржиме само за себе. Господ не подсетува, ако лозарите не принесат плодови, лозето ќе им биде одземено и дадено на други. Како тогаш да бидеме денес лозари кои ги даваат своите плодови? Потребно е да се прииспитаме. Дали како луѓе и општество го отфрливме Исус? Дали сакаме се да грабаме само за нас и ништо да не дадеме на Бога и ближните? Лозарите се договорија и го убија синот. Дали денес постојат договори со кои се убива Христос, се отфрла? Ако на Бога не му дадеме плодови за вечен живот, ако не му дадеме на Бога оно што него му припаѓа, слава и чест, тогаш е доведено во прашање нашето остојување. А најголем Божи дар е животот. Па дали сме општество кое го заштитува животот или убива? На кој начин му даваме плодови и искажуваме слава, чест и благодарност ако животот, Христос, нема место во нашите срца, домови и општество?